Македонската непопусливост во одбраната на својата држава и незиното уредување почнува да ги носи првите позитивни резултати, пишува српскиот портал Нови стандард за новата фаза на политичката криза во која влезе земјава по платформата на албанските партии и протестите на иницијативата за заедничка Македонија. СДСМ секој ден е се подалеку од формирање влада. Ниту неговите лидери, ниту албанските партии во климата која е направена со помош на протестите, веќе не се осудуваат во јавните говори да ја спомнат тиранската платформа, туку ја премолчуваат, но засега никој јавно не ја отфрли. Анализира порталот, според кој албанските партии се губитници во актуелната криза. Иако на изборите изгубија значаен број на гласови, сепак малата разлика меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН им даде шанса за уцени и барање за редефинирање на државата. Не само што, како што стојат работите, тие нема да добијат прилика за да ги наметнат своите барања од тиранската платформа, туку постои можност нивните потенцијални коалициони партнери да ги изиграат и да се повлечат од претходно договорениот ангажман. Нови стандард пишува дека со протестите против албанската платформа и зачувување на унитарноста на земјата се соочил и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан за време на неговата посета во Скопје. Одбивањето на средба од страна на председателот Иванов, порталот го нарекува ладен туш, кој недвосмислено застанал на една страна на македонската криза. Европскиот комесар нормално одлуката на Иванов да не му го додели мандатот на Заев за формирање влада ја нарече недемократска, но тоа беше очекувано од еден пристрасен странски бюрократ, чии притисоци наидоа на цврст ѕид на отпор. Понудата на ВМРО ДПМН е до СДСМ за формирање малцинска влада. Ако Заев се откаже од платформата, порталот ја нарекува великодушна. Втората опција која партијата ја нуди е нови избори на кои граѓаните ќе се изјаснат и за платформата од Тирана, пренесува Нови стандард.